Благодарам за присуството. Пресконференцијата е по повод извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија. Сметаме дека е добро што 10-та година според Македонија добива позитивна препорака за почеток на преговори за членство во Европската унија. Тоа е добро и таа препорака треба да се реализира. Досега 8 препораки не се претворија во почеток на преговори за членство заради противењето на Грција во однос на спорот со името и ветото кое што тие го поставуваа. Минатата година Заев и Димитров се согласија на срамниот преспански договор за преименување на Македонија. Сепак и покрај тоа, и покрај потпишувањето на договорот на 16 јуни, веќе на 29 јуни датум за почеток на преговори за членство во Европската унија немаше, иако тоа беше најголемото ветување кое што Заев и Димитров го дадоа. Годинешнава повторена препорака само покажува дека минатата година и Заев и Димитров, како и владата, лажеа дека има датум за почеток на преговори за членство. А нема, затоа што нема реформи. Немаше реформи минатата година, како што нема реформи и оваа година. Како што стојат сега работите, за жал и оваа година нема да има датум за почеток на преговори. Значи, спорот со Грција го нема, но сепак нема датум за почеток на преговори за членство во Европската унија. Ако во минатото проблем беше само спорот, а не изостануваа реформите, сега веќе изостануваат реформите. Нешто што го гледа целиот народ и сите граѓани на Република Македонија. Лагите се прозирни и излегува на виделина. Само да се подсетиме на стотиците изјави интервјуа, каде владата велеше дека добила датум за почеток на преговори за членство со Европската унија минатата година. Да се подсетиме дека минатата година на 30 јуни Зоран Заев рече, цитирам: "Добивме датум за преговори јуни 2019 година. Еве го јуни дојде, датум за преговори нема." Ако лани лажеа и вината ја префрлаа на други, оваа година слушам изјави од типот Европската унија да си го држи зборот, како Европската унија да е некој пазарџија кој што треба да си го држи зборот. Или слушаме како луѓе блиски на оваа власт напаѓаат пријатели на Македонија, големи европски држави, обвинувајќи ги за оваа состојба и не сакајќи да се погледнат себе и да погледнат кон себе. Вистината е дека датум немаше и за жал датум нема да има, затоа што нема реформи во клучните области. Нема реформи, тоа го констатира Европската унија, тоа го констатираат земјите членки на Европската унија, а тоа секојдневно го живеат граѓаните на Македонија. И овој извештај јасно потенцира слабости во многу сектори. Пред се во борбата со корупцијата, состојбите во јавната администрација, состојбите во економијата и владењето на правото. Извештајот констатира постоење на корупција, што е потврда на сите меѓународни извештаи за Македонија, кои земјата ја рангираат како најкорумпирана држава во Европа. Во извештајот стои, цитирам: "Корупцијата е предоминантна во многу сектори и владата не покажува, а треба да покаже дека борбата со корупцијата е национален приоритет." Ова не мора да ни го каже и Европската унија. Ова за жал го гледаме, како што реков, секаде околу нас. Би сакал исто така да ја потенцирам и улогата на ВМРО-ДПМН во однос на овој извештај. Постојат сектори во кои што јасно се потенцира улогата на ВМРО-ДПМН низ својот придонес кој што го дадовме во собранието за подобрување на многу реформски закони. За тоа сакам да им честитам и да им се заблагодарам на пратениците. Во исто време, сакам да кажам дека минатата година, некаде во април, споменав дека дури и да се реши спорот за името, во јуни нема да има датум за почеток на преговори, затоа што Македонија не испорачува реформи. Тогаш тоа беше наречено научна фантастика, за жал потоа во јуни се случи. Минатата година исто така во ноември кажав дека со ова ниво на реформи и следната година, тоа е оваа година, нема да има датум за почеток на преговори. За жал се поизвестно е дека датум за преговори нема да има и овој јуни и оваа година. Еве сега кажувам, ако остане оваа влада на Заев и следната година во јуни нема да има датум за почеток на преговори. Затоа што едноставно не ги бива
и немаат капацитет да сработат. Затоа решението е едно и едноставно, владата да замине и да дојде влада способна и посветена да испорача прво за доброто на граѓаните, потоа и за она што е потребно како барање на Европската Унија и конечно државата да почне преговори за членство во Европската Унија затоа што нашето место е таму. Благодарам.